Се почесто мажите заболуваат од рак на простатата во Истокот. Најмладиот пациент има само 36 години. Лекарите алармираат болеста се почесто се појавува и ке помладата популација. Доктор Венцо Шопов од клиничка болница во Штип вели дека раното откривање е клучно, бидејќи ракот на простатата во почетен стадиум може целосно да се излечи. По повод месецот на машкото здравје, во болницата се организираат бесплатни прегледи и скрининг на пациентите. Апелот на докторите е јасен, редовните контроли спасуваат животи. Бројот на пациенти постојано е во пораст како дијагноза карцином на простата и ние у последно време, значи ги правиме и овој месец, пошто е месец на машкото здравје, правиме ги тие скрининзи, ние и преку целата година, али овој месец ќе имат бесплатни прегледи за да се порано дијагностицират некои од промените кои доведуваат до рак на простата, за да може, бидејќи, како морам тоа да кажам, ракот на простатата во почетниот стадиум е скроз можеме да го излечеме со оперативно лекување. Може ли се? Да. Еден од карциномите кај што медицината има влијание големо. Најмлад имаме ние оперирано 36 години, тоа е некаде пред 6-7 години и тоа случајно го откриме, значи ние тоа го откриваме преку испитување на туморски маркери за простата. И кај момчето се покажа, одма после направиме биопсија и испадна карцином и го оперираме. Тоа операцијата се прави радикална простатектомија, значи целата простата се изваде. Новиот начин на живот, стресот, нервозата по обилната масна исхрана, пушењето цигари, конзумирање алкохол, се само дел од причините поради кои болеста на простатата се јавува и ке помладата популација, вели Шопов. Самите стресни ситуации, начин на живот, пообилна масна исхрана, значи простатата е орган која на тие работи реагира и дава симптоми у пораната возраст, иначе обично за симптоми на простата е некаде после 50-та година, а имаме случаеви и после 40-та година поради непазење со овие обилни исхрани, алкохол, нередовен живот и симптомите се симнуваат и на помала возраст. И не физичката активност исто помага да тие симптоми се одложат да биде у покасна возраст и една од апелите посебно до помладите до кај 50 години, значи да имат секојдневна физичка активност, дали ќе биде тоа у вид на пешачење, дали ќе биде некој тренинг, кошарка, фудбал или тоа треба они самите да се одредат, али е битно да имат физичка активност. Пушењето, алкохол се едни од најчестите ризик фактори за добивање на симптоми од простата. Имаме обструктивни симптоми и иритативни и со раното конзумирање на алкохол и на пушењето, значи границата на појавување на болестите на простатата се симнува и под 40 години. Лекарите од клиничка болница Штип и понатаму апелираат мажите да водат грижа за своето здравје, да имаат физичка активност, да конзумираат здрава исхрана и да избегнуваат колку што може стрес и нервоза, со цел да се намали бројот на пациентите со ваквите проблематики кои можат да чинат многу. И понатаму се апелира мажите над 50 годишна возраст да доаѓаат на редовни контроли.